Срекни се оние кои што нема потреба и не влегува во опеколниот круг на извршувањата во последниве 6-7 години. Значи 100 извршители и 100 нотари нека се. Значи 200 луѓе им даде законот право да уништат пола милион народ. Татјана Гоговска влегла во тој пекулен круг на извршување поради неплатена сметка за телефон. Долг за кој вели дека не знаела дека постои. Во 2011 година се префрлила на нов оператор откако ги подмирила сите сметки кон стариот, но 2 години подоцна истигнало решение од извршител во кое стои дека се уште има долг кон стариот оператор од 1900 денари и плюс трошоци од околу 10.000 денари или 5 пати повеќе од долгот. Ја викам зошто мене ниеднаш не ми пративте сметка, ниеднаш не ми пративте вие опомена како на ваш потрошувач. Не знаеме тоа, одите сега да видите кај извршителот. Одам ја кај извршителот, тој ми го дава предметот, гледам кој е нотар и вика ние не знаеме, ние не сме виновни, нели извршителите се не се виновни. Таму во сумите за адвокат 3000 кусур денари, за манипулативни трошоци не знам колку илјади денари, за нотар 3000 денари, за извршител уште 4000 денари и тоа станало енормен долг за џабе. Кај нотарот биле и двете известувања за кои Татјана тврди дека никогаш не ги примила. На едното писмо било напишано дека нема никого дома, а на другото дека лицето не сака да го прими известувањето. По кругот што го свртела жалејќи се, решила да плати дел од долгот, со што ја одложила, но не ја запрела постапката. Во 2015 година истигнало решение за извршување со попис на покуќнина. И покрај тоа што платила дел од трошоците, долгот од 1900 денари сега пораснал на речиси 12.000 денари. И јас им се јавив и им реков, извинете, јас немам да ви платам, не сум ни во можност, меѓутоа сметам дека ова стварно една законско отворена плячка. Ова е како да дојдете дома. Сакате да дојдете дома, повелете дома, направете попис на ствари, земете во вредност од 200 евра што ќе земете и одете. Така не дојдоа. Значи до денеска не дојда, меѓутоа тој предмет така стои отворен. Процедурата што ја поминала Татјана ја поминуваат илјадници други. Постои за останата неплатена сметка. Субјектот кому му должат ангажира адвокат. Адвокатот се обраќа до нотар. Нотарот плаќа нотарски платен налог до должникот. Должникот треба да плати за 8 дена. Ако не плати или не се јави на нотар, предметот оди на извршител. Извршителот праќа нов допис до должникот со рок да плати за 3 дена. Ако должникот не плати или не се јави кај извршител, следи блокирање на сметката, а во некои случаи и одземање на имот во вредност на неплатената сметка, но и трошоците за сите вклучени во постапката. Гоговска денеска не знае до колку стотици евра и стигнале сите трошоци кои треба да ги плати за она што било неплатена сметка од 30 на евра, која никогаш не ја добила. Последниве 2 години, таа е редовна активистка во граѓанските организации, обединети во иницијативата Стоп за извршителите. Имаат 4 клучни барања. Мораториум на извршувањата врз граѓаните, ревизија на работата на извршителите, нотарите и доверителите, утврдување на реален и нереален долг и враќање на работата на извршителите во судовите. Бараме ревизија на работата на извршителите, бидејќи се работи за процеси во кои тие извршувале и го кршеле законот со тоа извршување. Например, земани се цели плати и цели пензии, што е спротивно на законот. Потоа, имаме ситуации во кои се извршувало врз луѓе кои примаат социјална помош или надокнада од Завод за вработување. Тоа се некои минимални суми од 2000, 3000, 4000 денари, каде што се блокирани тие луѓе, па потоа извршителот се вадел, не сум знаел јас дека си ти на социјална помош, но ајде ние да се договориме. Значи се работи за еден лихварски систем во кој на луѓето им се наплатува нереален долг. Ние бараме суштинска промена на овој закон. Имаме и екстремни барања, ние сме свесни. Зашто во разговор со извршителите, гледате, они биле многу оптеретени, па имале, не знам, обврски, јавно додека им порачувам, нема што да се малтретират, нека се вратат во суд, нека работат за плата како извршно судско оделение, па нека наплатат како што доаѓа, а не вака самоволие. Замислете еден граѓанин кога ќе отиде кај извршител. Прават, се понаша таму дека не знам кој се, како Господ, а граѓанин го третираат како најголем криминалец. Влагаш, не знаеш дали влегуваш кај министер или кај некој, а не кај извршител. Блиндирани врати, имаат дури
имаат обезбедување. Ако побише што номати викаат обезбедување. Извршителската дејност е многу тешка дејност. Извршителот секој ден трпи навреди во канцелариите, не само тој, туку и неговите вработени. Председателот на Комората на извршители Зоран Димов вели дека барањата на граѓанските организации се нереални, вклучувајќи го и враќањето на извршувањето по старо во суд. Законот за извршување во 2005 година беше донесен заради тоа што процентот на извршни предмети реализирани беше само 4%. Сега е 48%. А не може никој да донесе мораториум на долговите, заради тоа што тие побарувања припагаат на одредени субјекти за кои они имаат извршна исправа. Барања имаат извршителите. Едно од нив е да се спречат непријатните ситуации, токму кога се во прашање социјалните случаи. Пред секој извршување на физичко лице, да ни се отвори регистарот на Министерството за труд и социјална политика, каде што ќе видиме дека некое физичко лице, ќе се информираме, е веќе социјален случај, корисник на социјална помош, и откако ќе утврдиме дека е корисник на социјална помош, тоа физичко лице ќе го ставиме надвор од системот на извршување до промена на статуса. Друго клучно барање на Комората на извршители е да се укине вонсудската наплата. Тоа е механизам кој почна да се применува од почетокот на годинава единствено за наплата на заостанати комунални сметки, но извршителите се жалат дека драстично им се намалил бројот на предмети. Сега ретко кој од доверителите, јавни комунални предпријатија, ЕВН, телефонски оператори, си ги бараат парите преку извршител, поради тоа што треба однапред да ги авансираат трошоците за извршување и да чекаат нивно компензирање од должникот. Но тоа во пракса не функционира. Укинувањето на вонсудската наплата е една од измените во Законот за извршување подготвени во Министерството за правда. Нацрт решението се уште е во фаза на консултации со јавноста. Со него, меѓу другото, се отвора можноста да не се ангажираат адвокати во секој предмет, што би требало да ги намали вкупните трошоци за извршување. Незадоволен граѓанин може самиот да инициира вонредна контрола кај извршител. Но, главните столбови остануваат по старо, што значи нема мораториум на извршните решенија, ниту пак враќање на извршителите во судовите. Според професорката Емине Зендели, целта на извршувањето не е да им се земат парите на граѓаните кои не можат да платат, туку на оние кои не сакаат да платат. Тоа, вели, најчесто се големите доверители, а не обичните граѓани. Por mendoj se militat duhet të bëhen hapa në drejtim, domethënë të përmirësimit, të funksionalizimit si duhet të kësaj procedure, në kuptimin se për shembull të përcaktohet një kategori e re e të ardhurave të cilat nuk duhet për shembull të përfshihen në përmbarim, siç është për shembull rroga minimale, apo ju dini se ne kemi tash 12.000 denar rrogën minimale, edhe mbase një përqindje e caktuar e saj të mos përfshihet në përmbarim. Unë mendoj se megjithatë legjidhanësi duhet të gjykojë në këtë drejtim, pra që të mos dëmtohen personat të cilat nuk munden të paguajnë. Во очекување на конечното законско решение, главниот аргумент на извршителите, но и на доверителите е дека долговите кога тогаш мора да се платат. Погрешно се фрла, кон нас вината, заради тоа што ние само извршуваме тоа што некој го напишал во некоја извршна исправа. Но ако суштествено не се смени начинот на извршување, нема да прекине притисокот на граѓанските организации. Еве владата прави напори, зголемува минимална плата, за стечајците носи надомест да го реши тоа прашање, зголемува сега имаме 5%, 10% на одредени категории на луѓе. Знаете кој има најмногу, кој се радува на ова покачување извршителите? Ние ќе собираме потписи во наредните месец, минимум месец дена, остануваме да нашите барања, кои сметаме дека се најблиску до тоа што народот го бара. Значи, мора чувството на немоќ, на инфериорност кај луѓето, на тага, на сиромаштија да го снема во оваа држава.